Започнуваме со вестите. Македонија денес го празнува Денот на независноста. Во Тетово градските власти повторно го игнорираа датумот. На споменикот на револуцијата символично представници на СДСМ и ВМРО ДПМН положија букети цвеќиња. Самоистакнатите знамиња по тетовските улици денес укажуваат дека е Денот на независноста 8 септември. Во градот никој не организираше одбележување на празникот. Општина Тетово и годинава го игнорираше овој датум. Единствено представници на општинските ограноци на СДСМ и ВМРО ДПМН по повод празникот положија букети цвеќиња пред споменикот на револуцијата. Тоа го направија во различни часови. Првите во 9, вторите во 10:30 часот. Денес сме горди граѓани кои слават еден историски момент за оваа држава. Пред 27 години, на 8 септември, со убедливо мнозинство од 95% на референдумот, народот се одлучи за суверена, самостојна и независна држава. Таа одлука денес за нас е гордост и предизвик. Предизвик да им оставиме на идните генерации моменти и одлуки со кои ќе се гордеат како ние со овој денес. Од името на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Тетово им го честитам денешниот празник и ги повикувам сите заедно 30 септември да ја донесеме новата историска одлука. Да ја прифатиме историската шанса што ја добивме конечно да застанеме рамо до рамо со европските граѓани преку влез во двете најголеми светски семејства, Европската унија и НАТО. Да ја зачуваме оваа земја и да ја го отвориме патот кон светла иднина и подобар живот за сите, и како таква да ја предадеме на нашите поколенија. Среќна сум што денес имам прилика да ви честитам, да ви го честитам овој голем празник и да ве повикам пред тетовската жена борец, како жена борец која што ќе се избори и ќе учествува во најголемата историска одлука за оваа држава. Ќе излезам и ќе гласам за на 30 септември. Честит празник, Македонија! Денеска во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово го одбележуваме 8 септември, Денот на независноста на Република Македонија. Денеска одбележуваме 27 години од самостојна и од референдумот за самостојна и суверена Република Македонија. Денеска е денот за кој што многу генерации пред нас ги дадоа своите животи и се бореа за да на нас ни припадне честа за да го прославиме овој празник, но исто така ни останува и аманетот за да направиме се што можеме за да ја зачуваме Република Македонија. Исто така сакам да ви информирам дека и оваа година, како и минатите години, изостана организација од страна на градоначалникот Теута Арифи за организирање на прослава на овој голем празник, со што се испраќа една лоша порака до граѓаните на Тетово. Денес, 8 септември, Македонија одбележува 27 години независност, 27 години по успешно спроведениот референдум во 1991 година, кога македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. 95% од граѓаните што излегоа на референдумот позитивно одговорија на референдумското прашање. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија? На прашањето според официјалните податоци од 1.495.626 гласачи изгласале 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71,85%, а од вкупниот број граѓани кои гласале на референдумот позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани, односно 95,09%, односно 95,09%. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на референдумот се вели дека за начинот на кој беше спроведен не беа поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбата на Законот за републички референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на граѓаните со право на глас во Македонија кои се изјасниле за самостојна и суверена Македонија. На референдумот му претходила декларација за независност, што првиот повеќепартијски македонски парламент ја усвоила на 25 јануари 1991 година.
Партијата Левица денес во Гостивар одржа трибина на тема Бојкотот како самоодбрана, на која зборуваат членови на президиумот на партијата. Во пресрет на референдумот, Левица организираше политичка трибина во Гостивар на која се зборуваше за билатералниот договор со Грција, потенцијалниот влез во НАТО, процесот на преговорите за името и слично. Джелан Велиу, член на президиумот на партијата, го нарече договорот скандалозен, во кој се гледа дека Грција покажува сила над Македонија. Договорот сам по себе и стои преговорите кои што се водеа околу овој договор се скандалозни, бидејќи тука важи силата на посилниот, односно Република Грција како посилна земја од нас ни наметнува нас како да се викаме, кој јазик го користиме, кој ќе биде нашиот идентитет, кои промени треба да ги направиме во уставот и така натаму. Сето ова секако дека е диригирано од империјалните сили, а додека пак нашата влада и владата на Република Грција се обични слуги на тие империјални господари. Во своето излагање Зоран Василевски, исто така член на президиумот на Левица, нагласи дека вметнувањето на географска одредница Северна може да донесе ризик за иднината и стабилноста на Македонија. Ако имаме предвид дека како што се развива капитализмот на Балканот и транзицијата, дека ги врати на сцена заборевените сеништа на национализмот, на религискиот фундаментализам, не е исклучено во иднина овој концепт на географска одредница за овој простор да направи проблем понатаму. Мора да признаеме дека идеите за големи држави на Балканот не се заборавени. Баш напротив, корумпираните политички елити секогаш кога нема за пред некои избори што да му испорачаат на народот, секогаш се повикуваат на тие работи. Може ли некој да гарантира дека со овој договор за секогаш се гарантира безбедноста, стабилноста, самобитноста, идентитетот, кога живееме во најтурбулентниот дел на Европа? Тоа е главен проблем. На трибината на Левица во Гостивар беше речено дека бојкотот е единствениот правилен политички механизам за пружање отпор на владеачките елити и нивните деструктивни политики. Фактот што референдумот е консултативен од партијата го толкуваат како страф на власта од гласот на народот. Во Средното техничко училиште во Гостивар преку неколку проекти се подобруваат условите за практична настава. Во рамки на училиштето ќе биде отворена компанија за производство на предмети од метал. Средното техничко училиште во Гостивар преку неколку проекти ќе го подигнува квалитетот и ќе ги подобри условите за изведување на практичната настава. Училиштето доби 3 гранта во вкупна вредност од 60.000 евра, кои се значајни за модерно функционирање на оваа образовна установа. Грантовите се обезбедени од Министерството за образование и наука и од компанијата Евана. Се работи за првиот грант отварање на реална компанија, што кошта околу 30.000 евра, плюс 10.000 евра, мислам, треба школото и општината, а 30 нормално од Министерството. Овај грант е голем грант за нас и нешто многу што до сега не сме имали ваква можност и затоа сме многу горди поради ова. Вториот грант е обука за меки вештини за ученици и професори, што исто така кошта околу 10.000 евра. Средношколците ќе добијат можност да учат преку работа во самото училиште. Реалната компанија ќе се вика Мега Метал 2018 и ќе произведува предмети од метал како клупи, огради, корпи за отпад, украси и друго. Ние отидовме на образовниот профил машинскиот тер. Нашиот равна компанија ќе се вика Мега Метал 2018. Ќе почнемо со опремување на кабинет, каде ќе имаме опрема со најнова технологија CNC машини за обработка на метали. Метали ќе бидат димензиите до 3 метар,
должина, ширина ќе биде 1,5 м и дебелината на профилот медал до 30 см. Значи, ние со таа равна компанија ќе им овозможиме на учениците да го реализираат практичниот дел внатре во училиштето, а не надвор. Останатите два проекти кои ќе ги спроведува училиштето се за усовршување на меки вештини на учениците како подготовка за пазарот на труд и опремување на кабинет за електромонтери со поддршка на ЕВН и обезбедено вработување во компанијата по завршување на образованието. Полицијата и планинарите започнаа со соработка со цел поголема безбедност за време на планинарската сезона. Секторот за внатрешни работи Тетово започнува соработка со планинарските друштва со цел поголема безбедност на луѓето додека се на планина. Со оглед на тоа дека минатата, но и оваа година имаше неколку случаи на потрага по заталкани планинари или љубители на разни екстремни спортови, во кои се вклучуваше и полицијата, а во насока на намалување на ваквите опасности, од секторот најавуваат дека овој месец ќе организираат повеќе средби со раководствата на друштвата на подрачјето. Првата ваква средба се одржа вчера во Гостивар со раководствата на планинарските друштва Бистра и Шари, во кои членуваат над 200 љубители на планинарските предизвици. На неа представниците на Одсекот за превенција на СВР Тетово поблиску ги запознаа со насоките за безбедно планинарење и за тоа што и како треба да направат пред да ги реализираат нивните активности. На присутните исто така им беше објаснето дека пожелно е однапред да ги пријавуваат планинарските тури и точните локации каде планираат да се движат, застануваат или преноќуваат. Ова посебно кога турите се изведуваат во есенски или зимски услови и кога планинарите, домашни или странски, недоволно го познаваат теренот за движење. Зашто се смета дека на тој начин ќе се придонесе побрзо да се лоцираат при евентуални проблематични ситуации по нивната лична и заедничка безбедност, велат од секторот за внатрешни работи Тетово. Оваа посета на германската канцеларка Ангела Меркел, символично на денот на нашата независност и пред референдумот, е силна порака за нас. Охрабрени сме да го направиме вистинскиот чекор, рече премиерот Зоран Заев на заедничката пресконференција со канцеларката Ангела Меркел по нивната едночасовна средба. Македонскиот премиер и рече на неговата гостинка дека за оваа посета Македонија ќе ја возврати со успешен референдум, а германската канцеларка го честиташе денот на независноста и ги повика македонските граѓани да мислат на својата иднина. Меркел потврди дека е испратен и советник за економски прашања за поддршка на реформите во Македонија. Поддршката што ја добиваме од Сојузна Република Германија е огромна и пријателска. Овој гест на канцеларката Меркел е многу инспиративен за нас и ни помага да изградиме просперитетно општество кое се темели врз европските вредности. Оваа посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните на нашата земја ќе ја изберат иднината. Ова посета е уште едно охрабрување дека големите сили поддржуваат доследно спроведување на договорот со Грција од двете страни и потврда дека договорот ја гарантира македонската иднина и нашето место во Европската Унија и НАТО. Токму поради тоа, охрабрени сме да го направиме историскиот исчекор. Не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од собствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што не се појавува секој ден. Таа шанса која што една генерација има само еднаш. Овој 30 септември е историска шанса. И затоа од мој аспект сакам да кажам, не останете на ваков историски ден дома. Искористете ја вашата демократска можност да го кажете она што мислите или она што сакате да го кажете за иднината на вашата земја. На сите кои што учествуваат, би сакала да кажам, тоа се однесува и на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Тука е и улогата на Бугарија, на Бојко Борисов.
би сакала да им се заблагодарам за нивната храброст. Со години се наоѓавме во една ситуација каде што немаше никаков напредок и сега се постигна пробив, затоа беше потребна политичка храброст и затоа 30 септември е уште еден клучен ден за иднината на вашата земја. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне локален дожд и грмежи. Дуваше умерен ветер од северен правец. Утринските температури се движеа од 12 до 17, а дневните од 19 до 27 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 6. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со умерен до засилен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 17, а дневните од 20 до 28 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!